Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Колосек. Во вечерашната емисија ќе зборуваме за повозрасната група граѓани, односно за пензионерите. Наш вечерашен гостин е господинот Драги Аргировски, председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Република Македонија, со кого ќе зборуваме за активностите на овие здруженија и поводот 70 години од пензионерското здружување, што се е направено во овие години за оваа група граѓани. Господине Драги, добро дојдовте. Добро најдов, да се живи, здрави, весели. Мило ми е што пак се наоѓаме во ваше студио. Ја следим вашата програма и пензионерите се многу задоволни што почесто имате информации за нивниот живот, посебно за пензионерите во општините во Скопје. Така, ние секогаш тука стоиме на располагање за информирање на нашите граѓани и гледачи. Јас предлагам да започнеме на почетокот со нашиот разговор со републичката ревија на народни игри и песни, која се одржа минатата недела. Како поминавте на оваа ревија? Искрено да ви кажам, тоа беше досега најдобра ревија на пензионерите во Република Македонија. Тоа е 6-та републичка ревија на песни, музика и игри. Учествува само во програмата, учествува 600 пензионери, тоа е рекорд за сега. И тоа е од избор од 50 здруженија што учествува на 14 регионални ревии на песна, музика и игри, што се одржува во 8 градови во Република Македонија. На нив се избираше селекторот и комисијата за култура, избра 27 најдобри кои учествува на Републичката ревија на песни, музика и игри, од кои 7 беа учесници досега на меѓународниот фестивал за трето животно доба во Република Словенија во Љубљана. Значи, навистина еден квалитет. Тоа се одржа во домот на армијата, певте таму, видовте дека немаше слободно место за гледачи, беше полно. Сите беа многу задоволни затоа што програмата беше навистина не само богата и квалитетна, туку разнообразна, и покажаме дека пензионерите и понатаму ја негуваат таа убавина на носија, на песна, на игра, го негуваат многу најбитното на соживотот, зашто и самата програма беше доста богата со песни од сите националности и народи што живеат во Република Македонија. Така да, мислам дека го заслужиме тој епитет што го истакна и министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска, дека навистина пензионерите многу придонесуваат за да се вратат од заборав голем број на песни, голем број на обичаи, а на тој се потикнува, на тој начин, навистина се потикнува идентитет на народот кој живее во Република Македонија. Преку оваа ревија. Преку оваа ревија, преку нашите настапи. Ова беше под покрителство на споменатата министерка, тоа во проектот на Министерството на култура, кога минатата година се распиша при крајот на годината, ние учествуваме на тој проект, добивме и за 8-те регионални ревии, и за републичката ревија поддршка од Министерството за култура, од нивната комисија, и исто така што е најважно, и оваа година бевме прогласени за нашата ревија за национален интерес на културата на Република Македонија. Така. Од колку е по значење ревијата за пензионерите и од каде потикнува идејата за едно вакво здружување и собирање на пензионерите на ниво на цела Република? Видите што е прво почнало со регионални ревии пред 14 години во првата била единствен еден во Пробишти 2003 година и после од година година почнува се тоа да се шири, така да ова година навистина имаме најмасовност и на регионалните ревии и на републичката ревија. Ова беше 6-та поред републичка ревија на песни, бидејќи тешко да се тоа организира, да треба многу луѓе да дојдат од 27 градови дојдоа во Скопје да се представат со своите квалитетни изведби и тоа бараше исто едно ангажирање не само на Сојузот како
носител на ова манифестација, туку и на државата, а и на самите здруженија. Мислам дека тоа го оправдавме и ќе од сите страни добивме многу пофалби дека ова ревија досега е, како што и нагласи, најдобра, најквалитетна и мислам дека го оправдавме очекувањето и на гледачите и на културните дејци во Република Македонија. Исто да ви кажам, веќе најдобрата представа, што ќе биде најдоброто здружение што се представи сега на 6-та Републичка ревија на песни и музички игри, ќе учествува ова година на меѓународниот фестивал Тето животно доба во Љубљана. И тоа е едно големо признание за тоа здружение што ќе присуствува и што ќе репрезентира и Република Македонија и Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, со тоа што наистина на тој фестивал до сега имаме прекрасни резултати, мислам дека и ова година ќе оставиме одличен впечаток. Зашто пензионерите треба се дружат не само на ниво на општина, на ниво на Република, туку и пошироко. Државата. Така. Зошто сметате дека оваа ревија била најдобра и најквалитетна досега? Дали можеби е затоа што се одржува по повод еден голем јубилеј, односно 70 години од пензионерското здружување? Многу фино оценка, фино прашање, да ви кажам искрено, токму тоа беше, затоа ова година место 25 дадовме 27 здруженија да учествуваат, од кои 7 тие што учествуваат на ниво на овој фестивал што го спомнаме во Љубљана и 20 најдобри од овие регионалните ревии на песна, музика и игри. Сите овие наши манифестации годинава се во знакот на 70 години на пензионерско организирање во Република Македонија. Тоа е еден многу значаен јубилеј. Ние сме како една од најстарите невладини организации што слави еден толку голем јубилеј и мислиме дека достоинствено ќе го одбележиме во текот на годинава. Така, која е целта на Сојузот на здруженијата на пензионери? Зашто постои овој сојуз овие 70 години? Видите, во самите почетоци на кога веќе зборуваме 70 години, уште кога е формирано пензионерското организирање во Република Македонија, тоа на 20 септември 1946 година, има само 3000 пензионери. Да, тој број постојано се зголема, сега имаме во Македонија околу 300.000 корисници на пензија, од кои 250.000 се членови на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и имаме околу 40.000 пензионери кои се членови на 3 инвалидски сојузи. Тоа е Национален сојуз за трудови инвалиди, имаме Сојуз на инвалидски пензионери и Сојуз на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија. Во тие 3 сојузи на инвалидски пензионери, тоа се посебни организации, се имат посебни органи и така натаму. Ние како најголема невладина организација во Република Македонија со 250.000 пензионери сме и најактивна пензионерска организација, не само во Република Македонија, туку и на Балканот. Зашто ова што го имаме ние сега со ревиите, имаме спортски надпревари и тие се имаме 8 регионални спортски надпревари во Републикава, оваа година е во Тексе и имаме веќе 21 година Републичка олимпијада спортска, значи ова година ќе се одржи на 3 септември во шампион, спортски терен на шампион во Радовиш, со тоа што мора да кажеме дека многу интерес владее и за овие спортски надпревари. Еве до сега на 7 имаме регионални спортски надпревари, имаме и голем одзив на пензионерите, на што е наважно, со таков елан се надпреваруваат, со таков елан како што играа на ревијата, бевте присутни, со срце, со душа, така и се надпреваруваат, создавајќи во здраво тело, здрав дух и очекуваме на ова спортска олимпијада во Радовиш на 3 септември, која се одржува и во чест на 70 години на пензионерското организирање, но и во чест на 25 години
на независноста на Република Македонија, со тоа што очекуваме на вистина и на ова спортска олимпијада да имаме рекордно учество, околу најмалку 1200-1300 учесници, и од кои сега за прв пат, кој има две нови дисциплини, околу 500-600 учесници, директни учесници во тие 21 спортска дисциплина. Така, за која манифестација постои поголем интерес? Дали за републичката ревија на игри и песни или пак за спортската ревија? Тука сме поделени, да знаете. Имаме голем број на луѓе и има и едните и другите голема масовност и со почит и пиетет учествуваат и на едната и на другата републичка манифестација, и ние на Балканот сме единствени со толку години што одржуваме вакви манифестации. Сега Србија има 5-та година, или другите, дори некои од овие држави на Балканот и немаат вакви манифестации од ваков калибар, но мислам дека ќе ги поттикнеме и нив да почнат и тие да создават еден ваков, да кажеме, ангажман на пензионерите. Видите, на спортско поле многу поголем број идат, бидејќи имаме прво општински, па регионални, така натаму, а на општинските се направуваат ограноците. Така да негде 20-30 илјади годишно минуваат на спортското поле. Овдека е бројот помал, но е пак поквалитетен и се дава, да кажеме, токму тоа што сакаме. А и двете манифестации, вака да бидеме наискрени, ќе го организираме најмногу за ширење на пријателството, за социализација на пензионерите, за ширење на тоа нивно пријателство, за навистина создавање. Така тоа нели всушност е и главната цел на главната цел издружување, да вистина, и во таа рамка се и пикник средбите, за тоа сигурно ќе разговараме понатаму. Тие се исто така во духот на ова што денеска зборуваме, и имаме на тие три полиња за тоа дружење на вистина резултати вака за почит. Така, кои други активности ги имаат пензионерите освен овие големи собери и издружувања кои што ги набројав? Па сега ви кажав, веќе неколку години имаме нагласка на пикник средби. Тоа е средби на зелено на пензионерите, многу се масовни, дури чудно што сите овие манифестации што ви рековме, двете и ова пикник средби, се манифестации во кои пензионерите се радуваат, во која шират позитивна енергија. Ние, јас сум 6-та година председател на Сојузот на Дружина на пензионерите на Македонија, немаме ниту еден ексцес на меѓуетничко поле, значи еден соживот живее, тука доаѓа до полни израз тоа, и дека говорике така исто како чиста аргументација е дека на овие вакви средби пензионерите се релаксираат и забораваат на проблеми. И ги вадиме луѓето од четирите зида, она што е најопасно за стариот човек, најопасно ако после пензионирањето остане во четири зида и тоа да доаѓа до депресија, до меланхолија и ред други проблеми, а вака веќе со свежо и тоа освежување му делува доста позитивно. Еве да ви кажам вака за пикник средбите. Ние вчера имаме на Еленец, присуствува околу 5000 пензионери од цела Македонија, па дори од Бугарија, од Србија. Имаме, да кажеме, во Дојран сега во среда, ќе имаме исто така над 5000 пензионери, со тоа ќе отвориме туристичка сезона во Дојран, тоа исто ќе биде другарување. Тоа се мали митинзи и после тоа пензионерите се запознаваат со средината кај што идат, сами си се снабдуваат со храна, со тие работи, се што треба, се дружат, а друженијата со нивните членарина, нивната членарина пак, им обезбедуваат превоз со автобуси. И во самите автобуси доаѓа до еден израз, тоа пријателство, тоа ширење на да кажеме, та позитивна енергија, што кога присуствувам во автобус кога сум јас,
една карактеристика е секојаш во тие автобуси, пеење, играње, вицеви, кажување. Луѓето веќе заборават на се она што го имале претходниот ден како проблеми и така натаму. И на враќање исто тоа се исто повторува, така да навистина сите што тоа го почувствувале, постојано сакат да идат на такви средби. Имаме, да кажеме, во такви исто средби, во Панталеј, во Кочани, имаме во Перинце, од потекот на годината, во Лесново, околу 9.000, 8-9.000 исто така пензионери од цела Македонија учествуваат. Така една динамика и сите тие сега ги исто така насочуваме да биде тоа во духот на одбележување на 70 години пензионерско организирање. Вака, кога зборуваме за овие токму пикник средби, сега настојуваме на тие пикник средби и да има известна програма, така да тоа го планиравме сега и за Дојран. Иначе Оравојца е нешто убавина, една исто така 8.000 пензионери. Тоа е планинско место, но многу средено, има црква од Никола Николов, така да нешто што во таа висорамнина со ораци, зато се вика Оравојца, едно зеленило, едни сенки убави, човекот и да не сака, ќе биде задоволен од тоа што ќе види, а уште повеќе она што ќе го доживее. Така, споменавте дека на местото председател на Сојуз на Сдружение на пензионери сте веќе 6 години. Во овие 6 години, кои се потребите кои што ги имаат пензионерите и нивните барања? Па видите, тоа е, значи, основна цел е прво заштита и напредување на правата на пензијско и инвалидско осигурување, здравствената заштита, овие што ги спомнаме сега, културните и спортските настани, хуманитарната активност, многу имаме оваа година исто во чест на овој јубилеј зголемени активности на Сдруженијата во врска со хуманитарните активности. Сакаме да секој пензионер да стигнеме да поразговарат со пензионерите, ги потикнуваме активностите со Црвениот крст на Република Македонија по тој повод и навистина пензионерите сакаме секој да знае дека некој мисли за него, дека не е оставен сам со себе. Тоа е многу битно, посебно за тоа ни помага и самото информирање нашето гласило, а и ваквите емисии како со вас, што се и со другите телевизии, нормално, и да вистина призонесуваме пензионерот да свати дека не е осамен, не е оставен сам на себе, туку има грижа. Сега таа грижа може да биде уште поголема и нормално и да се околу тоа расправа. Но битно е што ние исто како Сојуз се грижиме и за подобрување на стандардот на пензионерите. Знаете дека во овие 10 години, посебно овие 6 години, пензиите се зголемени, вака најниската пензија е зголемена за 84%, значи со други зборови од 4830, сега имаме најниска пензија во Македонија 8400 денари. Имаме исто така prosječna penzija. Prosječna penzija беше 50 на години, неде 7830, сега е prosječna penzija во Република Македонија со досегашното зголемување на пензиите веќе 13.075 денари. Тоа е веќе 213 евра. Со 213 евра може да се пофалиме дека сме со ваквите prosječни пензии највисоки во овој дел на Балканот. Еве за споредба Србија има 190 prosječna penzija 190 евра, Бугарите 135, Албанија 140, Косово, да ви кажем, 120 и така натаму. Знаете сега во Грција дека падна пензиите многу, дури на тие со повисоки воведуваат и данок на пензија, што мислам така значи сепак удар на тој стандард на пензионерите. Исто така
ова соработка што имаме како резултативен партнер на владата на Република Македонија, ние се избориме со проекти тоа да го добиеме како најмасовна пензионерска организација, а тоа исто придонесува за подобрување на стандардот на пензионерите, е што и ова година, да кажеме од септември, пензиите се зголемат за 5%, тоаш имаме веќе 13.750 денари просечна пензија, тоа значи веќе 223 евра просечна пензија, додека на другите земји се намалуваат, кај нас се зголемуваат. Тоа исто говори за една и наша и заедничка грижа и на државата за подобрување на стандардот на пензионерите. Но исто така мораме да ги спомнеме сега и овие 3-4 проекта што се многу битни за пензионерите. Тоа е банска климатска рекреација, тоа се туристичкиот викенд, бесплатниот превоз, плюс имаме сега и железнички превоз бесплатен, еднаш во месецот, викенд е тоа, и замислите само за година и пол, нешто година што имаме колку 60.000 пензионери кои користеа бесплатен превоз со возови. Така, значи доста поволности за пензионерите. Тоа е подобро стандардот на пензионерите, да кажеме сега до сега во банска рекреација, банска климатска рекреација имате вкупно до сега 37.000 пензионери кои користеле овој бенефит со тоа што значи 7 дена он престои во бањите. На тој начин го развиваме и банскиот туризам, но исто така, што е многу исто така важно за ова прашање, е дека пензионерите 7 дена кои ќе отидат во таква бања, овие 4 бањи што ги ние користиме, тоа е едно задоволство и навистина да повторно сакат да идат, но еднаш се оди тоа по одлуката што е еднаш ако сте користите, дека не можете да го користите, за да може да дојдат и они со повисоки пензии наред да го користат овој бенефит. Но еве да тие средби што одиме, тоа навистина луѓето не може да слушнете лош збор. Тоа такво задоволство, навистина луѓе сега го взимате од некој село дошол на бања прв пат во историјата, нормално да биде многу задоволен. А уште таму и условите се така добри, а и да ви кажам како новинар и како што ги следел тоа банскиот туризам, многу се значеше ова што се покрена таа акција пред 6 години и што навистина даде одлични резултати. Се разви банскиот туризам. Вие сега не може да го препознаете, да кажеме, бањата во Дебар, што беше и што е сега. Тоа сега е европска бања. Бањата, Дебарски бања, Цапа е европска бања веќе. Тоа можеме за Катановска бања исто да кажем со сигурност, дека многу работи се во позитивна смисла изменети. Тоа исто за Негорски бањи, тоа исто за сите бањи кои што ги четирите бањи, да, во Струмица, Струмица што е бањата Бањско. Така да и плюс тоа можеби на некому тоа сметаше, дури измислија смешна работа. Така, ние да се фокусираме и да останеме на активностите за 70 години од пензионерското организирање. Колку значи тоа, да кажеме за пензионерите, некој сака да измислат дека еве пензионерите тие што користат пензија, ваква бенефиција, а имаат пензија, односно солидарен фонд исто, што е 30.000, тоа исто наша грижа, 30.000 се даваат за погребнина. И замислите вие, некој рекој, ако одите на бања, 15.000 ќе ви земат тоа е чиста глупост, да кажем, чиста малверзација лага, затоа што тоа се два фонда. Овој фонд, наш солидарен фонд е чисто наш пензионерски фонд и тука не може никој да го тоа, да кажеме, користи друг освен ние. И тоа 30.000 одредена таа сума и секој ќе се ја добива. Оди тоа преку фондот, бики ако е наш фонд, за да биде посигурно, побргу, да биде гарантирано, одиме преку фондот на пензijsko и инвалидско осигурување, со кој навистина имаме одлична соработка, а ќе зборам после за фондот за здравствено осигурување, со кој исто така имаме соработка на високо ниво. Така. Господине драги, ние тука ќе направиме една куса пауза во нашиот разговор да ги погледнеме рекламите, а по рекламите, почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме повторно во студиото да зборуваме за активностите по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија.
Почитувани гледачи, еве повторно сме назад во студиото со нашиот вечерашен гостин, господинот Драги Аргировски, председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, со кого зборуваме за активностите на Сдруженијата по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија. Господине Драги, познато е дека сте добитник на многу награди и признанија за вашата работа. Една од најважните награди е државната награда 11 октомври за животно дело во областа на новинарството и публицистиката. Овие награди се доказ за вашата посветена работа. До сега имате издадено 5 книги. Имам 18 книги. 18 книги, од кои 5... Меѓутоа 5 за пензионерите наменети. Така. Наменети за пензионерите. Веќе имаме тука кај нас во студиото и 6-та книга наменета за пензионерите, студија за пензионерското организирање. Еве тоа е оваа книга. Каква книга е оваа, за што станува збор? За каква книга? Па ова е една документација што ја подготвиме со колегата Илија Лигоров, за тоа како настанала организацијата пензионерска во Македонија, па и во светот, една европските, да кажеме, исто практики на оваа поле, и доаѓаме до денешните дни, тоа што фалеше таква работа. Да кажеме, ние не ги знаевме деталите како е формирана пензионерска организација 1946 година во Република Македонија, кои други активности има во текот на овие 70 години. И кога го формираме одборот за одбележување на овој значаен јубилеј, се донесе одлука, значи да се подготви една ваква книга, публицистичка книга, како студија, и навистина во неја може да се најдат сите елементи на тоа како се развивала нашата организација од, како што спомнав, од 3000 пензионери со мали активности, сега имаме 250 само кај нас со многу големи активности, и доаѓајќи од една, да кажеме, тоа исто се покажува тука, време на транзиција кога пензионерите беа најпогодени, ние полека ги враќаме сите тие привилегии, односно што ги имале во тоа време пензионерите, како што го тоа и тие заслужуваат, бидејќи тие беа главни градители на Република Македонија. Во ова студио, во ова политичко дело, може исто така да се констатира дека во известен период информирање почнало уште во почетокот, имало мали гласила и така натаму, но до голем застој во информирањето има во време на транзицијата. И добро е што покренавме и пензионерски видици во Нова Македонија, покренавме да имат во телевизија емисија Трето доба, и покренавме, што е најважно, нашето гласило Пензионер Плюс, кој ова година во чест на јубилејот ќе има 100-тиот број. Тоа месечник, нешто ваков весник нема ниедно сдружение на Балканот, веќе кога имаме сега во Лјубљана, го констатиравме состанок со сите претставители, и на тој состанок беше исто така нагласено многу значење на гласилата наши, односно на сите наши настапување по телевизиите, радијата и така натаму, на тој начин да дојде и до јавноста, не само до пензионерите, до јавноста, и за резултатите, но и за проблемите на пензионерите. Ние на тој начин покренаме исто една голема акција ланската година, што ова година го интензивираме со Фондот за здравствено осигурување пензионерите што поблиску до здравството. Исто имаме по 30 работилници во Сдруженијата на која зборуваме за таа проблематика. Исто така, тука исто и во студијата, кажувам дека донесена е одлука со наш притисок, со наше ангажирање, со разбирање со Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, сите пензионери кои имаат приближно ова што е рекол просечна пензија, сега они уште го држат со 12.600 денари, имаат право на бесплатно болничко лекување. Тоа е многу битно, таму најмногу се плаќа тоа, ќе го искористат негде, имаат право да го користат околу 170.000 пензионери.
еве тоа е една награда, да кажеме, и за овој јубилеј на пензионерите. А имаме исто така околу информирањето, што е најбитното, што имаме 400 клубови во Македонија. И овој весник Пензионер Плюс е најчитаниот весник во Република Македонија, бидејќи во тие 400 клубови неделно имате околу 150.000 пензионери кои гравитираат, кои ги посетуваат и сите го читаат тогаш весникот. Така да е тој еден многу значаен настан за секој пензионер да дојде до гласилото наше, да биде информиран за активностите, за проблемите, за она што се нашите наредни задачи, програмата наша и така натаму. И мислам дека и тоа придонесува пензионерите на вистина да бидат правилно и точно информирани, односно и благовремено информирани, и да не може никаква лага, никаква манипулација да мине тамо. Значи, добро информиран пензионер, односно е добар граѓанин на Република Македонија. Така, тоа се однесува нели за весникот за Пензионер весникот, но Плюс? тоа се однесува и за нашите книги. Сега ние Сакам да ве планираме. прашам во однос на книгите, досега еве издадена е 6-та книга. Која книга на пензионерите им оставила најдобар впечаток од досега објавените книги? Па да ви кажам посветени вака, првата беше многу провокативна, неговото височество пензионерот. И тоа беше продор една по таа наша популација, што ги дигнавме она како што треба да се цени тој човек со својата мудрост, со своето искуство, со своето дејание и така натаму, да не биде ставен на маргините на општеството, и тоа навистина вака предизвика доста интерес меѓу читателите. Уште тогаш не бев ни председател, бев само председател на Комисија за информирање. Но по мене најдобра книга, според и оценките што беа, тоа се двете, ова последната нашите пензионерски времења за која добив висока државна награда и секаде и промоцијата беше така на една голема висина, а и она моето име пензионер бих ги кажал дека не е важно што сте работеле пред тоа. Јас сум бил и директор на телевизија, еден од програмските директори, сум бил и на други големи функции, но сега сум пензионер. И така треба да се чувствуваме. И нашите сега интереси треба да бидат заеднички. Не е важно кој што бил, да бидеме сите сплотени, за да ги решаваме проблемите пензионерски. Така е важно што сте во моментот. И зашто зимаме сите од еден извор сега за плата за екзистенција, таа нашата пензија што имаме. Значи мораме тоа, и што викаме, јас и фала Богу, што имаме доста резултати на тоа поле, на тоа единство, на тимска работа, и за тоа постигнуваме добри резултати. Сега има вакви и такви некакви партии што сакат со, да кажем, со други бои, со лаги, со манипулации, да ги намалат овие наши навистина големи постигања, но фактите говорат многу. Затоа имам сега, подготвувам нова книга, се вика "Аргументите ја осветлуваат вистината", и таа влезена во прославата на 70 години на пензионерско Само што завршите една книга, почнувате веднаш со морат, без тоа ми одржува и многу заслужува, тоа што сакаме да кажеме дека аргументот и за новинарството и за животот многу значи тук, за да знаете вистината. И не може да кажете тогаш дека не постои МТМ. Постои, бидејќи има програма, има добри програми, има активности и така натаму. Некој да каже не постои, а еве, јас сум сведок дека постои. Тоа е аргументот. И мора тоа да го цени секој. Што викат старите луѓе, кога се го праша аргументите, тоа и во книгата го нагласувам, и боговите молчат. Затоа што во новинарството многу значи. Јас како долгогодишен новинар почувствував потреба токму за ова 70-годишница да потврдам едно такво политичко дело. Тоа исто така на студија за ова проблематика, и мислам за месец дена ќе имаме чест да ја поканиме на промоција, месец, 2 месеца, толку ќе биде сигурно. Така, значи за 70 години одбележување. Да, и со 3 книги треба уствари да биде. Третата книга биде монографија. 70 години пензионерско организирање во Македонија, монографија, во која ќе се кажат од почетоци до сега сите резултати, сите проблеми како се решавале и што се наредни задачи. Тоа ќе биде до крајот на годината, бидејќи планираме во чест на прославата на 20 септември да одржиме свечена академија, на која сигурно ќе стане збор
под покрителство на председател на државата треба да биде, на кој ќе стане збор и за досегашните резултати, но и понатаму како една платформа како треба да се развива ова невладина непартиска мултиетничка организација и на тој начин навистина да ставиме уште еден значен белег за наредните генерации да знаат што се правило во овие 70 години на полето на ова најмасовна невладина организација. Така, на 20 септември ќе биде главната манифестација за одбележување на 70 годишнината од пензионерското Со организирање. Свечена академија, со прочување на признание. Па видите, тоа во Свечена академија ние пред 5 години имавме, за 65 години, тоа е еден убав настан, беше полна таа салата на Домот на армијата и тогаш ќе биде сигурно, но и можеби ќе земеме и некоја друга сала, но сум и задоволни од това. И доаѓаат сите пензионери од Македонија, од рководството. Тоа значи одборот на организационите одбор присуства, членовите на собрание, ние имаме околу 67 членови на собрание. Ние сме добро организирани на тоа, па имаме собрание, па имаме тие што некој 52 здруженија, имаме извршен одбор од 21 член и така натаму, структури и други, имаме како работни тела, сите комисии, неколку комисии, што исто така многу работиме. И беше зборот дека на таа академија и сите тие ќе присуствуваат гости од Балканот, балканските држави, таа соработка што ја веќе го успоставивме и ќе дадеме исто признание и на луѓе што ни помогнале во овој период за да имаме, да кажеме, решавање на многу проблеми кај нас, што сме ги решиле, но и на наши најдобри спортисти, на најдобри фолклорни творци и така натаму, да ги потикнеме и нив и понатаму да творат, да создават и да се радуваат на тетото животно доба. Така. Господине Драги, какви се вашите планови за воиднина за Сојузот на Сдруженија на пензионери на Република Македонија и општо за сите пензионери? Па видите, бидејќи веќе се создава една убава платформа на пензионерското организирање во Република Македонија, мислам дека многу полесно ќе биде понатаму да се делува. Сега ние скоро доста проблеми ги решивме, мора идната година, идните години да се реши најголемиот проблем моментално, тоа е сместување на пензионерите во старски, односно пензионерски домови. Чекат луѓе по 5 години, 6 да се сместат во пензионерски домови, има недостиг, бидејќи многу години, 20-30 години, не беше градено ни едно легло ново во пензионерски домови, само се обновува, и тоа благодарјќи на таа соработка што имавме со владата на Република Македонија. Но потреба од тие нови има потреба голема, затоа во многу здруженија веќе покрена акции, такви штипиваме, имаме во Кочани веќе една многу убава проектантска база за решавање на едно современо изградба на современ ваков старски и пензионерски дом по линија на европски стандарди, но радосна вест беше што владата донесе одлука веќе идната година започне во 3 фази изградба на старски домови во Скопје. Значи сега имаме околу 483 легла, а тоа ќе бидат тие 510 легла, двојно повеќе, односно ќе дуплираме капацитетот и мислам дека тоа до некаде ќе го реши прашањето бар за Скопје. Со изградба нови, што спомна, во Охрид, во Струмица проширување, во Кочани, Штип и други градови што се планираат. Ја мислам дека овој проблем во наредниот период мора да се ублажи, да можат пензионерите навистина да се чувствуваат оние посебно со помали примања, да имаат сместување, современо сместување и во тие пензионерски домови да има нивна социализација, нивно, да кажеме, добро живење, не само храна да биде во прашање. Тука мора, она Европа што го прави, во старските домови, во пензионерски домови мора да има културно-забавен живот, спортски живот, да има посебни простори на посети на
луѓе, нивни роднини, и мислам дека мораме со време и уште од сега за идниот период да се направи еден закон за пензионерско организирање во Македонија. Тоа е многу битно и за старите лица. Видите што е и во нашиот устав, меѓутоа не е прецизирано се во законите, мора децата да се грижат за старите лица. Без оглед на тоа што тоа е и нивна хумана, да кажеме, задача на секој дете да се грижи за својот татко, за својот дедо, за бабата и така натаму, туку тоа мора да биде и законски решено, што со законска основа, ако се реши, многу проблеми на тоа поле ќе бидат разрешени. Така. Господине драги, времето предвидено за нашата вечерашна емисија измина. Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето и за овие информации кои што не ги пренесовте преку нашиот медиум на нашите гледачи. Благодарам јас, ми беше навистина задоволство да разговараме на овие теми. Имаше зашто да се разговара, има уште теми. Така. Никош не е се решено и јас сум оптимиста дека и јас и другите раководството ќе дојдат, ќе продолжат со едно такво темпо, за да можеме навистина луѓето од цетото животно доба да имат достоинствена старост, да имат здраво и активно старење. Така и да им биде исполнето времето. Така, благодарам. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Тука завршуваме ние со нашата вечерашна емисија и јас ви благодарам и на вам за вниманието. Останете ви понатаму со програмата на МТМ. Пријатно!